И покрај оптимистичките најави на градоначалникот Ќура дека посебниот предлог закон за уредување на крајбрежјето на кој што работат двете општини Охрид и Струга ќе биде готов до март, истиот се уште не е доставен до собранието и ресорното министерство. Изготвувањето на законско решение оди бавно и е комплексен проблем актуелен со децении. Целта е да се најде најадекватно решение со кое ќе се стави крај на узурпацијата и приграбувањето на секоја слободна површина. Плажите се горлив проблем посебно за Струга, каде владее безредие. Ќура наследи хаос. Фирми без концесии 10 години остваруваат милионски приходи од користење на плажите. Договорите за стопанисување им се истечени во 2016-та. Без малку на секоја слободна површина се изградени објекти од тврда градба, а никој досега не ги санкционирал. Овој проблем нема да се реши одма. Значи, треба време да се работи како што треба, да се донеси адекватен закон, кој закон ќе е за секогаш. Поради тоа што концесиите што издадени 2011, значи се дадени за 5 години, за да се врати на првобитна состојба целата плажа, што не е логично. Јас се слагам дека тие печалят на диво. Тоа се слагам. За Ќура нелогично е барањето на еколозите да се срамнат со земја сите објекти кои никнаа на плажите. Оти концесионерите кои со години стопанисуваат на диво вложили и по 300.000 евра, иако крајбрежјето не е приватен имот. Што се однесува до Охрид пак, градот ќе ја дочека туристичката сезона со организирано уредување на плажите, каде изминативе 4 години на лето се поставува само урбана опрема. Начинот на стопанисување е една работа, а законското уредување е друга работа. Тоа што тие законски да кажам договори кои што беа подпишани и членот предвидуваше враќање во првобитна положба, ги наруши само принципите. Иначе сите овие плажи кои што се изградени и со одобрение, и со дозвола, и со урбанистички проект. Инаку согласно законот за градежно земјиште и другите законски прописи, плажите се во надлежност на локалните самоуправи на Охрид и Струга.